Сите на Сител. Во студиото со вас, Тамара Дичовска. Почитувани, добро утро. Ви благодарам што и ово утро Сител е повторно вашиот избор за утрински вести. Денеска собранието ќе го гласа идниот гувернер на Народната банка на Македонија. За гувернер е предложен универзитетскиот професор Трајко Славевски од Економскиот факултет во Скопје, кој треба да ја замени досегашната гувернерка Анита Ангеловска-Бежовска. За избор на Славевски се потребни 61 глас, мнозинство кое владеачката коалиција го има. Славевски е актуелен претседател на Советот на град Скопје, претходно ги извршувал функциите министер за развој и за финанси. Славевски ќе има 7 годишен мандат, а предлогот тој да биде иден гувернер го достави председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова. Од опозицијата изјавија дека нема да гласат за предлогот затоа што според нив се работи за партиски кадар, а не за експерт, што досега било традиција при изборот на гувернер. Владата го објави стратешкиот договор со Велика Британија и го достави до пратениците во собранието. Во фокусот од кредитот од 5 милиарди фунти ќе бидат инфраструктурата, здравството, транспортот и енергетиката. Предвидено е да се градат нови болници, како инфраструктурни проекти на коридорите 8 и 10. Владеачкото мнозинство очекува поддршка од сите пратеници, додека за опозицијата британскиот кредит е политичко робство. Партнерскиот договор меѓу Македонија и Обединетото кралство е испратен на ратификација во парламентот. Текстот на предлог законот веќе е поделен до сите пратеници и објавен на собранискиот сајт. Според подпишаниот договор на 22 мај, финансиската поддршка за Македонија е во висина на 5 милиарди британски фунти, а опфатени се проекти од областа на здравството, транспортот, технологијата и енергетиката. Според документите испратени во собрание, предложено е обновување и реконструкција на болници во Штип и Кичево, Универзитетски клинички центар во Скопје. Пари од помошта ќе бидат наменети и за болници во Куманово, Битола, Тетово, Гостивар, Охрид и Струга. Ќе се инвестира и во брза железница долж коридорот 10, кој ги поврзува граничните премини Табановци и Богородица, главниот град Скопје и аеродромот Скопје. Предвидена е и програма за развој на коридорот 8. Дел од средствата ќе бидат наменети за развој на капацитетите за сајбер безбедност и дигитална трансформација на владата. Сериозно внимание ќе се посвети на производството и пренос на електрична енергија. За владата ова е историски договор кој ќе донесе бенефит за сите граѓани. Вице-премиерот Меджити во тема на денот на Сител рече дека очекува поддршка од сите во парламентот при ратификацијата. Условите се најдобри, мислам, до сега што може да ги добие Македонија. Ова е најголем зафат и мислам доброто е што одат во економски инвестиции, не одат во неекономски. Тие се враќаат, ќе се ангажираат и компании од земјава, ќе биде добра инфузија, мислам, и за економијата, но и за решавање на вакви крупни инвестициски проекти што се битни за граѓаните и државата. Опозицијата критикува дека британскиот договор бил преседан. На средба со граѓани во Битола, лидерот Филипче порача дека ова било политичко робство. Овој заем кој што го зема од Велика Британија е навистина преседан. Ние мислиме преседан е унгарскиот, но не, можело и повеќе. Да земеш влада со влада без контрола, пари кои што се трошат, со непознати камати, со непознати рокови е криминал. Тоа е како да одам јас со вашата лична карта во банка да земам кредит, да не ви кажам ништо, од утре вие плаќате камати, пари, рокови, не знаете, ништо не сум ви кажал. Договорот ќе важи за период од 10 години, а како владин предлагач подпишан е министерот за надворешни работи и трговија Тимчо Муцунски. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Хидроцентралите Чебрен и Галишта ги гради државата, парите да се обезбедат од британскиот заем. Ваквата опција за министерката за енергетика е најдоброто решение, кое сепак ќе зависи од пресметките колку ќе чини. Во финална фаза се математиките дали ќе ни бидат потребни 1,2 или 1,3 милиарди евра, како и условите за враќање на кредитот Вили Божиновска. Самата изградба на хидроцентралите би траела 7 до 8 години. Ќе знаеме точната сума, секако ние сакаме да е наш проект, ќе видиме под кои услови, бидејќи тоа е проект што ќе се гради едно 7-8 години, ќе видиме и условите за плаќање, значи нема тоа да бидат одма што треба да се платат парите, ќе видиме под кои најдобри услови може да почнеме со
изградба. Веќе имаме неколку фирми кои се заинтересирани и кои сакаат да градат 2 когенеративни централи, бидејќи тоа исто ќе биде сериозна инвестиција, значи тука зборуваме за милиарда евра. Ќе видиме, значи разговараме, дискутираме. Мислам дека во најкраток временски рок ќе имаме повеќе информации, меѓутоа работиме, имаме веќе преговори со неколку фирми. Вреди одлучи Азир Алију да биде новиот министер за здравство и уверува дека поранишниот министер за информатичко општество има одлични менаџерски способности, а го води еден од најкритичните сектори во Македонија. Деновиве се чека Азири да го помине владиниот филтер, но и да бидат познати имињата на новите заменици министри во земјоделие и одбрана. Предлогот Азир Алију да биде нов министер за здравство во следните денови ќе го помине владиниот филтер. Дали до владата ги доставивте предлозите за министри? Се работи, значи, денови. Деновиве ќе бидат доставени? Да. За сега не е јасно кога точно Алију ќе се најде во собраниска процедура. Меѓутоа, коалицијата Вреди се уште го комплетира својот список на владини функционери. Прашан дали Алију ќе се снајде на новата министерска функција со оглед на тоа што доаѓа од информатичкиот сектор, меѓути вели дека за позицијата министер најважни се менаџерските способности, а поради тоа Алију бил најдобар предлог за тоа место. Предлогот Алију да стане нов министер за здравство ќе биде ставен на седница во законодавниот дом веднаш штом владата ќе го испрати, уверува собранискиот спикер. Како што знаете, и по закон и по деловник предлогот доаѓа од владата. Премиерот треба да предложи нов министер. Кога ќе дојде на дневен ред предлогот, веднаш во собрание ќе биде доставен до сите пратеници и ќе ја ставиме на првата наредна седница, штом ќе дојде предлог. Порокадите во владиното мнозинство и излезот на Арбен Таравари со дел од својата екипа од владата, од Вреди уверуваат дека мнозинството е стабилно, а нивниот број се зголемува. Веќе расте. Вчера се кооптира членовите од Алијанса за албанците на чело со Арбен Фетај. 10 члена од нивна страна, во рамките на Влен е избран шеф на штабот Аднан Азизи. Вчера елаборираше за екипата што формира отварање на штабови по сите градови каде што претендираме, значи, за локалниве избори и работат на визијата и програмата. Нема никаква дилема околу тоа дали имаме мнозинство, се работи околу преминувањето на некоја од една од политичките партии во опозиција, но гледате дека и неколку пратеници остануваат дел од Влен и мислам дека владата и парламентарното мнозинство ќе работи со полн капацитет. Доскорешниот министер за здравство Таравари го сврте грбот на владата и одлучи да оди во опозиција. Иако најави дека на предстојните локални избори ќе коалицира и со ДУИ и со Вреди во интерес на албанското прашање, сепак оваа понуда експресно беше одбиена од првите луѓе на Вреди. Даниел Василев, Сител телевизија. Нарачувале и извршувале убиства, палеле објекти и криеле дрога на државно градежно земјиште. Обвинителството поднесе 2 обвиненија против 3 криминални групи од Скопското подземје. За 9 члена од Беланоца има обвинение дека извршувале нарачани убиства од организатори кои се во затвор. Убиството на шефот на Дукјанџик Орхан Байрамовски Оки, како и двојното убиство во Шиша бар. Другата група, без звучно име како Беланоца, на ист начин, според обвинителството, нарачувала и извршувала убиства. Групата на Раде Трајковски Штекли пак продавала дрога. За 10 лица од групата на Штекли има обвиненија, другите 7 се спогодиле со обвинителството и веднаш започнале со издржување на казната затвор. Дрогата ја продавале по локали во општина Аеродром, но и на интернет. Почна сослушувањето на родителите на жртвите од кочанската дискотека Пулс во обвинителствата. Сослушувањето ќе трае до 29 овој месец. Според обвинителството, истрагата треба да заврши на средината на јуни. Започнаа сослушувањата на законските застапници на жртвите во пожарот во кочанската дискотека Пулс во обвинителствата во Кочани, Штип и Скопје. Сослушувањата се одвиваат согласно распоредот, директно со семејствата на жртвите и сапорт Кочани. Преку исказите дадени пред јавен обвинител, членовите на семејствата ќе можат да ги остварат своите права како оштетени и да се приклучат кон кривичниот прогон, како и директно да се информираат за текот на постапката и да кажат своји сознанија за настанот. Сослушувањата ќе траат до 29 овој месец.
Јавното обвинителство согласно своите законски овластувања во текот на целата постапка посветува особено внимание и грижа за жртвите на овој трагичен настан. При сите преземени действија и одлуки, обвинителите ги имаат предвид и ги штитат интересите на оштетените. Воедно, се уште активен и повикот на обвинителството до сите останати кои што имаат лични сведоштва за несреќата, информации и докази во однос на работата на клубот Пулс Кочани и поврзани фирми, како и сознанија во врска со работата на институциите надлежни да постапуваат, да ги споделат со истрагата, се вели во соопштението од обвинителството. Пријавите може да се поднесат со пополнување на формулар, кој потоа треба да се испрати електронски на наменска адреса istragakочани@jorm.mk. За сител траен